Кратки најави за денешните настани. Одблокирана сметката на општина Охрид. Катната гаража во Охрид со години чека одобрение од УНЕСКО. Посебен сообраќаен режим во Охрид за водици. Спасени лицата кои со моторно возило заглавиле на врвот на Галичица. Гренланд секој час губи околу 30 милиони тони мраз поради климатските промени. Со содржините во дневникот започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд, ветровито и потопло со максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Во петок над Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок кој што во источна, централна и западна Европа, како и во североисточните предели ќе превладува стабилно и студено време со зголемена облачност. Во Северна Европа, областа на Алпите и Пиринеите, како и на Балканскиот полуостров со врнежи од снег, а на Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров со врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите. Во крајните јужни предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 4 до 19 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно, ветровито и топло време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Минималните температури од 2 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 17 степени. Во текот на ноќта петок кон сабота нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно, ветровито и топло време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер со брзина до 30 км на час. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува облачно време со врнежи од снег. Ќе биде ветровито и студено со осетен пад на температурите. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени. Во недела во утринските часови врнежите од снег ќе престануваат и во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура до 3 степени. Во понеделник ледено утро со утринска температура од -7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 2 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бау-центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандарт, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау-центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Одблокирана сметката на општина Охрид. Ова денеска го соопшти градоначалникот Кирил Пецаков. Оваа генерација на локалното раководство ја превзеде најкомплексната операција, а тоа е конечно раздолжување на општината и почеток на нормално функционирање на локалната самоуправа, кажа градоначалникот, при тоа потенцирајќи дека актуелната локална власт од првиот ден посветено работела за да се постигне оваа цел. Пецаков ги поздрави и напорите на минатите локални раководства за раздолжување на општината, како и помошта од владата. Општина Охрид за прв пат после долги години има нула долг по основ на судски извршни решенија и од денес општина Охрид се вбројува помеѓу малкуте институции во Република Македонија која нема заостанат долг, објави денеска на пресконференција градоначалникот Кирил Пецаков. Тој напомена дека оваа локална власт го презела раководењето со општината со вкупен долг од околу 14 милиони евра без долгот на општинските јавни предпријатија. Веднаш пристапивме кон финансиска консолидација и изготвување на план за раздолжување, рече градоначалникот. Среќен сум што заедно со мојот тим останавме доследни на планот и денес ги гледаме резултатите од тоа. Посветената работа вроди со плод на начинот на прибирање на приходите на општина Охрид. Зголемувањето на приходите по повеќе ставки и домакинското работење придонесе на враќање на вкупниот долг што го имаше локалната самоуправа, кој изнесуваше околу 14 милиони евра. Пецаков посочи дека она што се чекало за да може да се официјализира одблокирањето на општина Охрид била одлуката на владата со која долгот на некогашното меѓуопштинско предпријатие Проаква, кој припадна на двете општини, се брише и станува основачки блок на државата во државното јавно предпријатие Колекторски систем. Чесно е тука да се поздрават и споменат напорите кои биле вложувани во изминатите десеттина години на локалните раководства за раздолжување на општината и секако 8 милиони евра кои владата на Република Македонија ги додели на општина Охрид со единствена намена за раздолжување на градот чиј долг во еден период изнесувал 33 милиони евра. Од се погоре изнесено може да се заклучи дека актуелното раководство на општина Охрид во изминатите нешто повеќе од 2 години има самостојно без помош вратено 30% од вкупниот долг кој што го имало општина Охрид, а при тоа не заостанувајќи со реализацијата на инфраструктурни проекти, инвестиции во повеќе сфери и директна поддршка на граѓаните и здруженијата. Градоначалникот Пецаков кажа дека е горд на себе и на својот тим за постигнувањето на оваа цел која позитивно ќе се одрази во иднина за Охрид и охриѓани. Посочи дека од овој момент па натака локалната започнува попосветено да работи и на раздолжување на јавните предпријатија и во скоро време најави пресконференција на која ќе соопштат за одблокирање на сметката на едно општинско јавно предпријатие. За Министерката за култура, која е дел од Националната комисија на УНЕСКО, кадната гаража во Охрид не е објект од јавен интерес и затоа нема одобрение за градба. Градоначалникот Пецаков вели дека тоа е суштинско непознавање на материјата.
Катната гаража во Охрид за Министерката за култура не е објект од јавен интерес. Проектот неколку години е заглавен на одобрение во Комисијата на УНЕСКО. Министерката за култура вели од јавен интерес е детски градинки и училишта, а не катна гаража. Мејатата година, точно на 8 март, имав пресконференција на која што реагирав на две одлуки кои што ги донесе општина Охрид, каде што за градба од јавен интерес имаше прогласено катна гаража. Од јавен интерес градби се училишта, градинки, спортски терени, меѓутоа катна гаража баш не. Пецаков одговори, за таква изјава треба недоволно да се познава материјата и покрај поправка на сите забелешки, проектот за катна гаража до денес нема дозвола, нема добиено конзерваторско позитивно мислење. Непознавањето на материјата и суштината на материјата и што е работата на Министерството за култура во овие години на неколку пати го видовме како граѓани, зборувам и како граѓанин сето ова, а да кажеш дека катна гаража не е од јавен интерес во град кој што е суштинска потреба решавањето на проблемот со паркинг просторот кој што реално Охрид го има 30 години, ако нешто се зборува 30 години, да, по документ можеби за неа и по дефиниција, иако не е политички како завршена како политиколог или на факултетот за политички науки, да кажеш дека нешто не е од јавен интерес, а 30 години се разговара во градот, мислам дека е дегутантно. Градоначалникот на Охрид вели, од централната власт постојано се изложени на обструкции за сите проекти. На секаде се тие обструкции, аз често и буквално на да кажам интервјуа кои што сме ги имале поединечни разно теми, единствена тема на која што и ќе повторам без воопшто да се воздржувам, на која што секогаш сме соработувале без некоја воздршка и без проблеми, тоа сепак било темата препораките и мерките околу ЮНЕСКО. А за сето останато постојат кочници кои што ние ги гледаме секојдневно. Со години се држат проектите. Обструкции има и за велосипедската патека и за реконструкција на плоштадот Крушевска република, вели Пецаков, а според него тоа се прави за да се покаже неуспешност на локалната власт. Црвен крст Охрид секоја година е вклучен со низа активности во одбележувањето на големиот верски празник Богојавление Водици и Денот на рибарите. Организацијата ја обезбедува неопходната логистика за безбедно одржување на оваа голема манифестација. Гостин во дневникот на ТВМ е председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Добро дојдовте во студиото на ТВМ и ви благодариме за одвоеното време за овој краток разговор. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Вечерва медицински тимови на Црвен крст Охрид ќе вршат основни здравствени прегледи на сите оние кои што скокаат по честниот крст. Какви се временските услови, што треба да очекуваме утре и кои се препораките кои што ги упатувате до сите оние кои што ќе скокаат по честниот крст? Да. Традиционално, официјално можам да кажам дека од вечерва стартуваме со оние активности поврзани директно со празникот Богојавление Водици и тоа со медицинските прегледи, општи медицински прегледи, основни, кои што ќе се одвиваат од 19 часот до 23 часот на потегот, на пунктот на Црвениот крст, кој што е меѓу капетанија и ресторанот Чун. Медицинските екипи ќе бидат подготвени, да упатиме само апел до сите оние кои што ќе планираат да влезат во водите на Охридското езеро, да дојдат да го видат своето, да ја преконтролираат својата здравствена состојба и да ги елиминираат сите оние опасности кои што вребат во водите на Охридското езеро, кое што е со температура од 8 степени онамо каде што ќе се фрла крстот, значи 8 степени Целзиусови, температурата на воздухот очекуваме утре да биде негде околу 9-10 степени, значи нема голема температурна разлика, што значи дека нема да има поголем проблем во тој дел, но мора да се знае дека водата е доста ладна и дека треба да бидеме навистина предпазливи. Особено што ветерот ќе биде навистина засилен, околу 9-10 метри во секунда, значи преку 40 км на час, и тоа ќе допринесе и оние кои што ќе бидат водени да од ветрот се намали температурата и ќе се чувствуваат посмрзнати на некој начин. Тоа не смееме да го дозволиме, затоа и препорачуваме до сите оние кои што чувствуваат некоја слабост, кои што имаат било каков здравствен проблем, не се чувствуваат способни да влегуваат во водите на Охридското езеро, да не го прават тоа,
да не конзумираат алкохол доколку планираат да влезат во водите на Охридското езеро. Алкохолот рапидно го забрзува намалувањето на температурата на телото. Исто така препорачуваме да доколку влегуваат во вода да носат обувки на нозете и секако она што е многу важно и битно, сите кои што ќе влезат во водите на Охридското езеро после тоа да имаат облека сува со која што ќе се облечат, ќе се пресечат да немат опасност за да се разболат. Значи, овие се некои основни препораки кои што секоја година ги даваме и кои што апелираме и навистина многу внимаваме за безбедноста на сите луѓе кои што ќе бидат и посетители, но и оние кои што влегуваат во водите на Охридското езеро. Не е никаква срамота човек да влезе само и да се накваси, не мора да плива, не мора да влегува, а она што е многу битно за капачите, за оние кои што сериозно ќе пливаат по крстот, значи да го следат правецот од влезот на пристаништето, оној спуст на пристаништето, Коздел, правецот према колцето. Колцето ние во Охрид, како што го викаме, од каде што ќе се фрла крстот. Да не одат ниту лево, ниту десно, затоа што не успеавме заради високите бранови денеска да биде чистено дното од страна на нуркачките тимови, така да е многу важно да го запазат тој правец, да не одат лево-десно, да не се случи некоја повреда несакана и да имаме некои по-сериозни последици. Црвен крст е дел од организацијата на сите манифестации во градов. Богојавление Водици е една од најмасовните манифестации во Охрид. Огромен број граѓани во еден мал простор. Кои се активностите кои што Црвениот крст ќе ги превземе, тимовите на Црвениот крст, за се да биде во најдобар ред? Секоја година, значи и било која манифестација си имаме соодветни протоколи за организирани, односно за грижа за безбедноста во зависност од колку посетители се очекуваат, каков е просторот, сите оние специфики кои што се битни за одредена манифестација и кои што согласно стандардите кои ги почитуваме секако и на кои сме научени, мораме да ги примениме. За таа цел сега имаме организирано медицински тимови кои што ќе бидат според проценката на соодветните стручни лица од нашата организација, ќе бидат поставени на соодветни места, онамо каде што се очекува и каде што може да дојде до поголем ризик од некој инцидент. Тимовите на спасители на вода исто така ќе бидат наместени онамо каде што очекуваме дека може да дојде соодветно на нашите искуства. Значи ќе имаме спасителен тим во Чамец, подпомогнат со еден спасителен чамец од Езерската полиција, ќе имаме медицински тимови кои што ќе бидат распоредени долж крај брежјето и на 2 пункта во 2 амбулантски возила на Црвениот крст и уште едно дополнително како помош од здравствениот дом, од итната медицинска помош, дополнително на самото пристаниште уште еден тим. Значи, вкупно ќе бидат ангажирани преку 50 луѓе. Не ги спомнав и да ги спомнам на овој начин и тимовите на нуркачи кои што ќе бидат во самите води и кои што ќе се грижат за да не дојде некој поголем инцидент. Сите овие тимови се меѓусебно координирани, меѓусебно предходно брифирани и знаат како треба да постапуваат во вакви ситуации. Се надевам и очекувам дека се ќе помине во најдобар ред, зашто не се важни само тимовите, туку и однесувањето на самите луѓе, на сите посетители, на скокачите по крстот. Значи, битно е да бидеме достоинствени и да покажеме дека, како и секогаш, Охрид може да го чествува овој празник на високо и достоинствено ниво. Така, ние деновиве ја најавувавме крводарителската акција. Уште еднаш за крај да ја најавиме традиционалната крводарителска акција која што ќе се одржи во Охрид по повод Водици. Така, веќе традиционална, можда 18 години ја организираме. Секогаш мотото го менуваме, оваа година е една капка може да промени се и навистина хуманоста на нашите сограѓани, на гостите кои што ќе бидат тука, ја разбрануваме на некој начин да утре бидат дел од крводарителската акција која што ќе се одвива во Центарот за култура Григор Прличев на
50 на метри од самиот настан од пристаништето, каде што екипи на трансфузиолошката служба од Скопје и од Охрид ќе бидат дел, ќе помогнат да сите оние кои што сакаат да даруваат крв од 5 до 10 минути тоа го направат и на вистина спасат човечки живот. Крводарителската акција ќе се одвива од 9 до 15 часот, па ги поканувам хуманите охриѓани, гости, сите оние кои што сакаат да бидат хумани, тоа да го направат на крводарителската акција. Така ви благодарам за гостувањето и посакувам се да помене во најдобар ред. Благодарам. И потпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира за безбедносни мерки и посебен сообраќајен режим за водици во Охрид. Со цел безбедно и непречено одвивање на манифестациите по повод верскиот празник Богојавление Водици, секторот за внатрешни работи Охрид ги превзема сите неопходни безбедносни мерки на превентивен и оперативен план. Мерките се насочени кон зачувување на стабилна безбедносна состојба на целото подрачје во областа на јавниот ред и мир, за спречување на казнени дела и безбедност во сообраќајот. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај ќе врши дислокација на возилата од паркинг местата на улиците Коста Абраш, Цар Самуил и Кеј Македонија, каде е предвидено поставување на возилата со приоритет. За таа цел, собствениците на овие возила веќе се известени дека потребно да извршат препаркирање на своите патнички и други моторни возила. Инаку во текот на утрешниот ден за сообраќај ќе биде затворен булеварот Македонски просветители од пресекот со улицата Партизанска кон Кеј Македонија се до пресекот на улицата Ванчо Николевски, како и целата улица Коста Абраш. Кај кружниот тек на градското пристаниште и на плоштадот Крушевска република ќе биде забрането запирање и паркирање на моторни возила. На овие сообраќајници ќе се врши физичко регулирање на сообраќајот. Верскиот празник ќе биде обезбедуван и од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро со присуство на полициски службеници во патролни полициски чамци. По повод верскиот празник Богојавление Водици, полициски службеници ќе вршат обезбедување на манифестациите и во охридските приградски населби, како и во останатите градови и населени места во подрачјето на СВР Охрид. Спасени се лицата кои со моторно возило заглавиле на врвот на Галичица, информираат од Центарот за управување со кризи. По повик на единствениот број за итни случаи 112, во Центарот за управување со кризи утрово од 5 до 8 часот се одвиваше спасувачка акција на Галичица. Во акцијата беа вклучени и секторот за операции и координација во Центарот за управување со кризи и регионалниот ЦУК Охрид. Веднаш била известена единицата за спасување на планина во Охрид, кои согласно временската видливост итно се упатиле на терен за да помогнат и да ги извлечат, а известени биле и сите надлежни институции за понатамошна постапка. Паралелно било комуницирано и со лицата од заглавеното возило за да се дознае повеќе за нивната состојба. Според Автомотосојуз на Македонија, од 15 ноември 2023 година патниот правец Охрид-Ресен преку националниот пак Галичица е затворен за сообраќај за сите видови возила, па се до 1 април 2024 година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Пакистан изврши напади на повеќе локации на територијата на Иран, насочени кон сепаратистичките милитанти, 2 дена откако Техеран соопшти дека нападнал бази на милитанти поврзани со Израел на пакистанска територија, соопшти Пакистанското министерство за надворешни работи. Неколку терористи беа убиени за време на оваа операција заснована на службите за разузнавање, се вели во соопштението на Пакистанското министерство, опишувајќи операцијата како серија на високо координирани и конкретно насочени воени напади против терористичките засолништа. Иранските медиуми пак известуваат дека во нападите се убиени 3 жени и 4 деца. Нападите предизвикуваат загриженост за понатамошна ескалација на тензиите и насилството што се шират низ Блискиот Исток и Азија по нападите на 7 октомври од Хамас и израелското бомбардирање на Газа. Геополитичките кризи во светот, војните во Газа и Украина, неизвестните американски и европски избори се само некои од темите за кои расправаат светските лидери во Давос. Генералниот секретар на Обединетите нации предупредува дека борбите во појасот Газа би можеле да се прелеат и во други области, што како што вели би била катастрофа што мора да се избегне по секоја цена.
Големо внимание на учесниците на форумот привлече новиот аргентински председател Милеј. Тој рече, западниот свет е во опасност, бидејќи оние кои треба да го бранат се водат од визија на светот која неизбежно води до социјализам, а со самото тоа и до сиромаштија. Водечките лидери на западниот свет го напуштија моделот на слобода во името на различните верзии на колективизмот. Ваквите експерименти никогаш не се решение, туку причина за проблемот, рече Милеј. Една од доминантните теми во Давос е и вештачката интелигенција. Меѓународните експерти проценуваат дека низиниот раст во иднина би можел да загрози 60% од работните места во светот. Протести на полицијата во Франција. Полициските синдикати бараат повисоки плати и подобри услови за време на Олимписките игри кои ќе се одржат ова лето во Париз. Тие бараат бонуси до 2000 евра како и гаранции за одмор и поддршка за грижа на нивните семејства, пренесува Гардијан. Ова следи откако еден синдикат доби детали од Министерството за внатрешни работи кои сугерираат дека секој полицаец во Франција ќе биде мобилизиран во текот на 2 недели на Олимпијадата од 24 јули до 11 август и нема да му биде дозволено да оди на одмор. Многу регионални полицајци очекуваат да бидат преместени во Париз за Олимписките игри и бараат гаранции за домувањето и работното време. Полицајците синоќа почнаа да се мобилизираат пред некои полициски станици, додека синдикатите повикаа на минимална активност, односно одговарање само на итни повици. Полицискиот синдикат на Алијансата рече дека оваа акција е прв чекор и може да има повеќе активности додека продолжуваат преговорите. Може да се издвојат до 500 милиони евра за справување со проблемот. Научниците се загрижени бидејќи новото истражување покажува дека Гренланд секој час губи речиси 30 милиони тони мраз поради климатските промени, што е 20% повеќе од она што досега се предвидуваше. Најголемата санта мраз во светот, А23, се оддалечува од Антарктикот и полека се топи. Научниците се уште не го знаат одговорот за повлекувањето на глечерите, кои веќе лежат главно под нивото на морето во тесните фјордови околу островот. Според нив, откривањето на дополнителната загуба на мраз е исто така важно за пресметување на енергетскиот дисбаланс на земјата, односно колку дополнителна сончева топлина заробува земјата поради емисиите на стакленички гасови предизвикани од човекот. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.